Многумина се прашуваат зошто имаме периоди на пост во нашиот црковен календар. Прашуваат зошто Божитниот пост и Великиот пост се состојат од 40 дена. Символично бројот 40 е поврзан со еден вид патување. Во книгата Битие врнеше 40 дена и 40 ноќи, кога се спомнува настанот за Ное. Јудејците талкале по пустината 40 години, откако биле ослободени од египетското робство, па и Христос постел во пустината 40 дена за време на неговото земно патување. Се разбере, во нашите собствени верски животи имаме тенденција да ги нагласиме навидум тешките искушенија на самото патување. Зошто јас мора да постам? Зошто јас треба повеќе да се молам и да одам во црква? Зошто јас мора да ги почитувам овие правила? И така натаму. Меѓутоа, кога ќе стигнеме на другата страна, кога ќе стигнеме до крајот на нашето 40-дневно патување, дали некогаш размислуваме за она што било, но и се прашуваме како се променив јас? Видете, ова е и целта на постот и молитвата, поинтензивно од другите периоди од годината. Повикани сме да се промениме. Повикани сме да станеме посилни, порешителни во нашата вера. Повикани сме да служиме како светоци на Божјата љубов, грижа за светот и повикани сме да бидеме верни управители на овој свет. Повикани сме да бидеме носители на надежда. Повикани сме да ги препознаеме нашите гревови, не оние на другите, и да направиме се што можеме за да се помириме со Бога и Неговиот народ. Секогаш мора да запомниме дека не сме сами на ова патување, бидејќи Бог е со нас и тој секогаш е подготвен да ни го покаже патот. Луѓето бараат волшебства и радост во овој период од годината, но тоа не доаѓа само затоа што ние го бараме. Да Божиќе време на надеж и љубов, сепак ние треба да бидеме орудие на таа надеж и љубов. Тоа не се случува само од себе. Ние треба да се промениме, да станеме посилни, поверни, да научиме повеќе за себе и да го наблюдуваме нашиот однос со нашиот Создател поинтензивно за време на ова патување во постот. На овој празник рождество на нашиот Господ да најдеме во себе променета личност, да најдеме личност која има сила и одлучност да премине од една година во друга, да ги отврли грижите за овој свет, за да ги приближи другите до милоста и љубовта Божја. Да одвоиме време да размислуваме за ова и за позитивните промени што требаше да ги доживееме во нашето духовно, ментално и физичко јас во овој период на постот. Ни остануваат уште неколку дена.